Инаку започна еваукацијата на македонските државјани на Блискиот Исток пред извесен период, за што информираше и нашата редакција, поради ескалацијата и безбедноста и ситуацијата на регионот, соопштија надлежните институции. Операцијата се реализираше преку комерцијални чартер летови со владиниот авион во координација со дипломатско-конзуларните представништва на земјата. Инаку, според информациите од Министерството за надворешни работи, може би знаете сигурно дека повеќе од стотици наши македонски граѓани побараа помош за враќање во земјата. Досега 632 македонски државјани беа и пријавени, односно се јавиле со барање за сама евакуација од повеќе држави во регионот, а најголемиот број се наоѓаат токму во Обединетите арапски емирати, особено во Абу Даби. Инаку, самата евакуација доаѓа во време кога конфликтот на Блискиот Исток значително се интензивираше, што доведе и до затворање на дел од воздушниот простор, откажување на летови и зголемени безбедносни ризици во повеќе земји. И сега од институциите апелираат секој пат македонските граѓани кои се наоѓаат можеби во самите области погодени да останат во контакт со дипломатско-конзуларните представништва и на време да се пријават доколку имаат особено потреба за асистенција за безбедно напуштање понатаму во регионот. Нашиот фитнес инструктор Марио всушност даде отчет пред некој период конкретно за состојбата со оглед на тоа дека со својата сопруга Софија веќе таму речиси 2 години, ако не грешам, ќе ме поправи Марио, макар што секој пат сме си биле поддршка, меѓу другото нема ништо поубаво кога си ги гледаме животните проекти и ќе си бидеме само поддршка и меѓу другото ете простор за меѓу другото да си дадеме една така што се вели стимулација за да успееме во некои наши можеби следни прагматични визии и проекти. Така беше и неговиот. Толку години сме имале вистина многу убави утрински реализирани гостувања овде. Вистина човек кој што знаел да ги менува тие фитнес структури токму кај нас автентично да делува можеби во локалната заедница. Сега тоа искуство и знаење го спроведува во Дубај. Марио, многу ми е драго што успеваме утрово во 10, можеби до 15 на минути да се вклучиме во живо од Дубај. Со оглед на тоа дека можеби конекцијата да направи проблем, ама ајде ќе направиме прва тестинг проба, се надам дека добро се слушаме. Добро утро, Марко. Јас од моја страна се е во ред. Одлично. Дали од ваша страна исто така? Добре, да. Можеби со мали прекинувања во сликата, меѓутоа тонот е совршен, тоа нам ни е и особено значено, така што да знаеш дека безбедни сме. Како сте ми периодот со Софија? Колку е во моментот таму часот? Знам дека секој пат знаеш да не подсетиш и на истото дека сме само неколку часа разлика. Да, 3 часа сме разлика во однос на Скопје, инаку фала ти пред се на убавото представување, добрите зборови, секогаш ми е чест и задоволство да гостувам во вашата емисија, како било минатото, така и денеска. Иначе, сега како што напомена и претходно е, генерално е во ред. Ситуацијата не е како што беше нели пред моменталните случувања, но од друга страна не е и како што според мене е представено негативно на социјалните мрежи. Животот генерално тече нормално, не е со иста динамика, секако не е 100% како што знае да биде Дубај, но тоа што е моментално немаме некои огромни рестрикции, не можам да кажам засегнат Дубај како што е засегнат целиот регион во овие земји од овој регион. Да, на истокот. Во моментот всушност се обидовме со колегите да споделиме некои видеа во моментот каква е состојбата во Дубај, додека и би те прашал, можеме да забележиме дека најдобро и се во моментот добро некако врви секојдневието, меѓутоа дали се чувствува се уште можеби некаква неизвестност и еден страв кај локалците и некои од туристите, препоставам особено во овој период, иако велиш дека разликата е евидентна можеби од пред некој ден и веќе денешниот 12 март. Пак ќе повторам, дефинитивно не е исто како што знае да биде, но можам да кажам дека тугашните власти многу добро се справуваат со моменталната ситуација и според статистиката која што се добива малку на дневно ниво, исто како што беше во времето на COVID, има дневна статистика која што покажува дека речиси 97% од оние кои што ги имаат проектили и дронови кои што се упатени кон Емиратите, кон Дубај особено, се пресретнати и се срушени. Така што мислам дека довербата на луѓето кои што живеат тука, вклучувајќи се и нас, ние не сме некои кои што живееме долг временски период, помалку од 2 години сме тука,
но довербата безбедност која што е влевале уназад години локалните власти и емиратите се го покажува својот плод и луѓето, многу луѓе одбираат да не силат, иако има организирани евакуации од собствените држави. Имаше, не знам, можеби ја биде веста со празните авиони за Австралија, кои што беа, да речем, 70% празни. Тоа е заради тоа што луѓе одбираат да останат тука, не случајно, затоа што чувствуваат навистина безбедно, иако ситуацијата не е најсјајна, но, како што кажав, не е активно воено подрече каде што има рестрикции, полициски часови, паѓаат гранати околу нас, значи далеко од тоа. Еднаш во денот се случува да има некоја остаток од ракета или дрон падната во некој подрече, но најчесто тоа се срушени, како што реков, дронови или ракети. Од безбедносните сили кои што ги имаат емиратите. Да. Како што кажав, многу добро се справуваат и можеме да кажеме над 95% им е успешноста во спречувањето на тие било каде да стигнат. Марио, баш од овие инсерти можеме да забележиме дека можеби има мали промени во работата или фреквенцијата, меѓутоа претпоставам дека моловите, рестораните, хотелите, забавните центри понатаму се прилагодуваат или си продолжија само можеби со работата и оваа моментална ситуација? Мислам дека има 2 или 3 оние што се огромни јавни паркови, имано што е Miracle Garden и како што е Global Village, се огромни паркови, забавни паркови каде што се собираат секој ден буквално огромен број на луѓе, моментално не работат, од безбедносни причини се затворени, но молови, ресторани, сето тоа друго си функционира во нормални услови, нормални работни часови, нема рестрикции во тој дел. Нормално дека ова има, можам да кажам, повеќе економски и психолошко влијание на луѓето и на бизнисите, ради тоа што во вакви ситуации повеќето луѓе пробаат да се заштитат преку не толку трошење на пари и нормално дека продажбата, затоа што Дубај, како што е познато дека тоа бизнис центар и многу све врз база на бизнис трансакции и многу од работите не се дојуваат за таа динамика, како што кажав, особено имаше статистика некоја која што искочи пред некој ден дека real estate маркетот за недвижнини е малце опаднат и успорен, но не е на толку драстично ниво, ради тоа што јас имам клиенти со работници кои што се буквално имаат компании кои што се во пазарот на real estate и кажуваат дека да, има некој успорување, ама продажбите на дневно ниво се уште се случуваат и идат напред. Марио Драк, да, апсолутно има промена, но не е некоја огромна, да речем. Да, а што се однесува до јавниот превоз, транспортот и линиите, јас ти споменав во една прилика дека беа одложени и некои можеби патувачки приказни, секако со цел голема безбедност. Знам дека голем дел од, да речам, крстарењата и самите крузер компании кои што ги има испланирано за периодов всушност во Персискиот дел, односно Персискиот залив, да ги одработат последните можеби за сезонава, со оглед на тоа дека Дубај знае да биде во текот на пролет и лето вистина со високи температури. Знам дека голем дел од аеродромите, бродовите ги стопираа своите фреквенции. Дали се враќа можеби некој мал нормален ритам или сепак и таму се уште има неизвестност? Како што споменав и во најавата, голем дел од наши македонци беа евакуирани и всушност и донесени со и владиниот авиони, така натаму и комерцијални летови, ги имавме и на Телма телевизија. Чисто ме интересира, транспортот и таа безбедност тука. Јавниот превоз, ако морам да споредам со, да речеме, со Европа, јавниот превоз тука не е најсилна страна, односно луѓето кои што живеат тука, вклучувајќи се нас, не се остануваат многу на јавен превоз. Да, има метро, има автобуси, но тие не се толку добро конектирани како што и не се користат, мислам се користат апсолутно многу, се користат многу луѓе, но не е така конектиран градот целосно со тој јавен превоз. Во превод ако нема школа, многу потешко ќе движиш низ градот. Оние кои што го користат тоа се луѓе кои што живеат во одредени региони, може да го користат јавниот превоз, како што е метрото надземно и автобусите. Тие функционираат нормално, нема некои прекини. Во однос на туризмот, апсолутно мислам дека можам да кажам дека една од најголемите гранки кои што ќе почувствуваат импактот на ситуацијата моментална е туризмот, затоа што Дубај зависи во голема мера од туризмот. И факт е дека нема многу летови кои што доаѓаат навака како туристи, луѓе полни летови со туристи кои што би сакале моментално да уживаат во она што може да го понуди Дубај. Целта на владата мислам дека беше да се нормализира авиосообраќајот за да може
летовите кои што примерно ние кои што сакаат да се одат тука и да се вратат дома, примерно туристите, пошто имаше многу голем број на туристи заглавени во Абу Даби и Дубај. Примерно беше тие да се отстанат тука и второстепено мислам некои ние кои што сакаат нели да патуваат кон својата држава или некаде по светот. Така да мислам дека авиосообраќајот повеќе е насочен на луѓе што излегуваат од тука, отколку што луѓе доаѓаат. Апсолутно може да некој да дојде ако сака или треба или што и да е, но не е, да речам, со истиот сооднос и фреквенција како што беше претходно. Да, ако не грешам, знам дека последниот период, нели, за жал беше погодена и марината. Како е во моментот, можеби, вечерно време на јавни места и на самата марина, кога нели луѓето знаат да се соберат да ги изгледаат тие прекрасни облакодери, всушност и тие некои светлечки шоу програми кои што ги имаше околу фонтаната, позната и така натаму, стариот град на Дубај. Какви се вечерните излегувања генерално во овој период и кога би споделил апропо нели сега во моментот веќе најавената можеби инфлација која што ќе ја погоди нели и поголем дел од светот и Македонија, каква е во моментот трговската размена, куповната му, ги дали има зголемување на цените конкретно во Дубај? Во однос на првото прашање, некои огромни, да речем, успорувања во градот Дубај и на тие туристички места огромни нема. Факт е дека, пак навратам на првото што кажав, динамиката не е иста, но може ако кажем во проценти тоа е било веројатно 20% намалено. Така да не е некоја огромна разлика, луѓето движат нормално, ние движиме нормално, не е страшно да искочиш од дома или да бидеш на било кој јавно место. Одредени делови од денот, например, Сабајлево имаше известување преку порака кој што го прави владата, дека има ризик од можен напад со проектили и препорачувам да се биде затворена просторија, тоа стига на секој телефон како порака. После 30-40 минути, кога веќе безбедно стига повратна порака, ворете безбедно може да бидете на повторно отворено. Така да мислам дека тоа се периодите кога ги активно пресретнуваат оние ракети кои се упатени навака. Во однос на инфлацијата, зголемување на цени за сега нема некаков вид на зголемување, од најосновните работи и се она што е нагоре. Така да ние моментално не го чувствуваме, тоа нема поскапување на бензинот, на храната, тие да речеме основни некои ствари кои што сега се во некој нормален рейндж како што бе и претходно. Мислам дека ваквите ствари може повеќе соседат во помалите држави како што тука спаѓа и Македонија. Затоа што мислам дека тука локалните власти се повеќе спремни во однос на залихи, во однос на мерки, во однос на тие одредени работи кои што се необходни да се донесат ваков вид на вакви ситуации. Јасно. Всушност имаше прилика да споделиш ти уште првите денови, нели, каква е состојбата во Дубај, па и често пати тоа да го, нели, пред се пренесеш можеби тоа искуство и за оние кои што ве следат со Софија и оние кои што можеби нели се ваши блиски пријатели, семени членови пред се. Она што го правевме првите денови, само ќе те прекинам, извини, беше највеќе насочено ради тоа што имаше многу лажни вести и многу превеличување на тоа што всушност се случува. Сваќам зашто е тоа ради тоа што голем дел има, да кажам, медиуми кои што или медиумски куќи или портали кои што го користат тоа ради поголема гледаност. Но тоа апсолутно не е во ред ради тоа што луѓето на моменти забораваат дека сите тие луѓе кои што го читаат тоа, веројатно имаат семејства, пријатели, роднини кои што живеат во тие региони. Ајде да немаат, не е во ред да се шири таков вид на страв, паника и преку ширење на невистини, чисто само во името на поголема гледаност. Така да највеќе беше адресирано на тоа и сакаме да дадеме дека слушате, да, не е во ред тоа што се случува, ама е далеко тоа што е представено. Затоа што ми праќаат неколку пати пријатели слики, видеа од што ги виделе на интернет, па стварно ли е вака во Дубај? Ја викам, ја не знам кај е ова, веројатно не е ни Дубај ова, а пишано е дека е Дубај. Да, за фейк ньюс или да речеме во моментот лажните новини вести кои што лесно можеби да се интегрираат во медиумскиот простор, социјалните медиуми, апропо вештачката интелигенција денеска е полесно од било кога, така што добро што го нотираше тоа и всушност јас и ти споменав, нели баш си споделивме став околу дека Македонија често пати знае да ги пренесе тие лоши сценарија, црна хроника која што многу владее можеби, а тоа нели секој ден го дигестираме и секој пат треба да бидеме нели да не бидеме пасивни, туку да бидеме активни наблюдувачи што ни се пласира во просторот и што ние ќе впиеме можеби денеска како новина. Имено сосема за крај, Марио, пред да се одјавиме, со Софија знам дека работите многу на фитнес полето. Во некои наши претходни вклучувања говоревме за истото. Знам дека добро се адаптиравте и
агилни останавте можеби на тие убави културни промени и самиот културен шок кој што нели секој од нас кога се сели на одредена географија, како една нова животна приказна се случува. Меѓутоа морам да кажам и да честитам како убаво успешно го навигирате сето тоа ваше знаење. Во моментот, ако не грешам, работиш во еден од подобрите фитнес центри, огромни во Дубај. Како врви работата таму? Како е можеби фреквенцијата на луѓето? Генерално еве за крај. Малку ќе те коригирам, она што го правиме ние имаме стартап бизнис за персонални тренинзи on demand. On demand значи дека ние како група на тренери, нашата фирма има 6 тренери, кои идеме кај нашите клиенти во нивните згради, заедници или во нивните домови, ради тоа што во Дубај 99% зградите имаат теретани. И овој вид на бизнис модел е возможен само во Дубај и на можеби 2-3 града во светот. Буквално секоја резидентна зграда и секоја заедница има своја теретана која што е навистина добро опремена. Така да ние не сме стационирани на една локација, на една теретана, туку идеме на различни локации кај нашите клиенти. Дубај е дефинитивно место кое што има генерално се млада популација, под млада разбирам помеѓу 25-6, меѓу 23 и 45 години, значи таа некоја старосна граница е најзастапена, тоа се луѓе кои што се генерално и многу заинтересирани за своето здравје, својот изглед, благосостојба, така да за оваа индустрија, овој бизнис е плодно поле, можам да кажам, и фитнес е навистина многу активен, сите луѓе се активни вежбаат, многу центри, не само фитнес, туку и различни други дисциплини. Така да она кое што го правиме моментално е на супер патека и сме на право место. Може не во моментов ради ситуацијава, али општо како една локација каде што фитнесот и уелнес светот е на многу високо поле и има огромен интерес за тоа. Многу ти благодарам. Еве Причина Плюс за да ни објасниш малку повеќе околу овој стартап бизнис што е можеби нели особено во светот на младата популација. Ти благодарам за вклучувањето. Останете ми во добро здравје и се надам дека следното слушање ќе биде баш такви убави успешни приказни, па и ве чекаме во Скопје. Здравје Боже следно. Фала ти Марко на приликата, фала ти на добрите зборови. Посакувам се најдобро и се надевам се гледаме за брзо во физичко студио, не онлайн. Ете така, Марија Јовановски од Дубај.